Почитувани, поздравете го лидерот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, Бранко Црвенковски. Ивица, од срце најискрено ти благодарам. Завчера требаше да држам трибина во една ресторанска сала која не собира повеќе од 300 души. Благодарение на тебе и на ВМРО ДПМН. Благодарение на вашата здисаност, на вашата желба и потреба да газите се околу вас. Еве вечер можам да говорам пред 3000 народ. И немој да се лажите и самите себе и другите. Погледајте наоколу, поминете по улиците. Нема автобуси, нема дојденци, се ова граѓани на оваа општина, се ова горди аеродромци. Еве, ова е резултатот на вашите закани и притисоци. Што повеќе заплашувате, граѓаните се похрабри. Што повеќе притискате, граѓаните се порешителни, се поцврсти, се побројни. Драги пријатели, на нивното владење со страф и со сила им се ближи крајот. Дојде време тие да се плашат од она што доаѓа. Тие да се плашат од народната казна што ќе дојде и од која бегање нема. Почитувани граѓани, ви благодарам што сте вечерва тука со нас. Ви благодарам што дојдовте заедно да покажеме дека во Македонија повеќе со лаги и со страф не може да се владее. 6 години се на власт, 6 години преродба, 6 години елементарна непогода наречена ДПМН. А кои им се резултатите? До каде не дотераа? Македонија е земја со рекордна сиромаштија. 1/3 од населението, секое наше трето семејство се бори за корка леп, да преживее од денес до утре. Македонија е земја со рекордна невработеност. 32% е стапката на невработеност. Што се не направија, кои се трикови не ги смислија? Министерот за труд и социјална политика самиот јавно на телевизија соопшти дека во изминатава година од списокот на Заводот за вработување се избришани, пазете, не вработени, туку избришани 80.000 граѓани. И пак стапка на невработеност од 32%. Лондонски економист, истиот оној на кој што оваа влада му плати стотици илјади евра за да се рекламира, не прогласи за светски прваци по мизерија. Ете, така не преродија, не направија да бидеме најмизерни во светот. Само во последните 4 месеци ја укинаа социјалната помош за преку 7500 семејства, на оние најсиромашните, на оние најзагрозените. Во овие 6 години го дуплираат вкупниот долг на земјата кон странство. Од 2 милиарди 370 милиони евра колку што изнесуваше, на 4 милиарди 620 милиони евра на крајот од 2011 година. И пак пари нигде нема. Нити кај стопанството, ниту кај народот. Пред 6 години во Македонија имаше, според официјалните податоци на Народна банка, 11.170 блокирани сметки на граѓани на фирми. Денес таа бројка изнесува преку 120.000. Пазете, зголемување не од 2 пати, не од 3 пати, зголемување од 11 пати. А зашто е тоа така? Затоа што денес во споредба со пред 6 години власта зема, наплаќа, собира по 1 милиарда евра повеќе на годишно ниво од стопанството и народот во буџетот на државата.
1 милиарда евра годишно повеќе, преку повисоки цени, даноци, царини, такси, акцизи, казни. 1 милиарда евра повеќе годишно за нив, 1 милиарда евра помалку за народот. Затоа, почитувани граѓани, во овие 6 години цената на струјата се зголеми за 45%, на парното за 100%, на бензинот и нафтата за 45%, на брашното за 40%, на лебот за 25%, на зејтинот за 45%, на шекерот за 30%. За толку сите ние, сите граѓани на оваа земја се осиромашени во овие 6 години. Ќе ви дадам уште еден податок, драги пријатели, кој ќе покаже на кое дередже сме паднати. Соседна Грција се наоѓа во најтешката економско-финансиска криза во својата историја. Некои велат, можеби со право, банкрот држава. Цените, даноците, таксите пораснаа, платите, пензиите се намалија, се отпуштаат луѓе од работа. И што покажуваат официјалните податоци? После се што им се случува на грците, стандардот на просечниот грк е 6 пати повисоко стандардот на просечниот македонец. После се, во Грција се живее 6 пати подобро отколку овде во Македонија. И кога ќе видам или ќе прочитам повесниците на телевизија како некој им се сити на грците, се прашувам, ако тие се за жалење, зашто ли сме ние кои живееме овде во Македонија? Пред 3,5 години Груевски излезе со цела влада построена зад него и јавно соопшти вети дека во следните 7 години во Македонија ќе има 8,5 милиарди евра јавни инвестиции. Помина половина од тој период. Па каде се инвестициите? Каде се капиталните објекти? Последниот енергетски објект изграден во Македонија е хидроелектраната Козјак и почната и завршена во времето на СДСМ. Во овие 6 години ништо во енергетиката не е направено. Гасоводот е до таму до каде што ние го оставивме. Во овие 6 години не е изграден ниту единствен километар автопат. Погледнете ги индустриските зони. Нигде ништо. Зелени ливади. Македонија е земја со најниско ниво на странски инвестиции во Европа. Се правдаат дека тоа е заради светската економска криза. Ама, драги пријатели, таа се вика светска, затоа што ги погаѓа сите, а не само Македонија. Па како тогаш една Албанија има 4 пати повеќе странски инвестиции од нас? Една Црна Гора, која што е 3 пати помала од Македонија, има двојно повеќе странски инвестиции од нас. За Србија, Хрватска или Бугарија, подобро е и да не спомнуваме колку се пред нас. Почитувани граѓани, ова се податоците, ова се фактите, ова е суровата реалност во која живееме. Ова е вистината од која се плашат и која се обидуваат да ја скријат. Од друга страна, во истиот овој период, кога имаме катастрофална економско-социјална ситуација, кога стопанството се дави во неликвидност, кога народот осиромашува, кога постојано се зголемува нашиот долг кон странство, оваа влада потроши само досега, а никој не знае колкава ќе биде сумата на крајот. Само досега преку 350 милиони евра на споменици, скулптури, триумфални капи, на бароки музеи и сето тоа на 1 километар квадратен во центарот на Скопје. Македонија само за 3-4 години стана земја со најголем број споменици по глава на жител. Никнуваат сегде, како печурки после дожд, те од мермер, те од бронза. И се обидуваат да ни наметнат погрешна дебата, да се расправаме околу тоа, кој од спомениците на кого му се допаѓа, а на кого не му се допаѓа. Тоа е погрешно прашање. Вистинското прашање е дали во оваа земја во која што се живее најмизерно, во оваа земја во која што владее сиромаштија, во оваа земја во која што владее невработеност, смее народните пари да се трошат за такви работи. Се мачкали бронзата на леп. Можете ли со тоа да ги нахраните своите деца, да ги облечете? Можете ли со тоа да ја платите сметката за парно, за струја? И немојте да мислите дека тоа го прават затоа што многу ја почитуваат уметноста, затоа што многу ја почитуваат и ја сакаат историјата. Тие се
ама не до толку забегани. Нивниот главен мотив е криминалот. Скопје 2014 е една огромна пералница за пари. Се што е прикажано, се што е изградено, е платено по 2, по 3 пати поскапо од реалната вредност. Денес Македонија е земја на криминал и корупција, и тоа мотивирани и организирани од самата власт. И ви гарантирам, за тоа еден ден ќе одговараат, правдата ќе ги стигне сите. Почитувани граѓани, ако на економско-социјален план ситуацијата е катастрофа, каква е на планот на демократијата, слободата, човековите права, правната држава? Уште поголема катастрофа. Со Македонија денес владе еден недемократски режим кој на најпримитивен начин ги крши законите и ги злоупотребува институциите за пресметка со политичките противници и неистомисленици. Ви тврдам дека не само во овие 20 години независност, туку и во последните деценија две од периодот на комунизмот во Македонија немало политички затвореници. Денес, благодарение на режимот на Груевски, ги има. Што е друго ако не политички затвореник Љубе Бошковски? Во еден експресно спроведен монтиран судски процес му изрекоа казна од 7 години затвор. Па кој е тој што на Љубе Бошковски после завршени избори на кои што неговата партија освоила 0 пратеници, ќе му даде 100.000 евра? На сите ни е јасно, се работи за чиста одмазда, само заради тоа што Љубе Бошковски јавно и жестоко ги критикуваше во периодот на предизборната кампања. Брат Љубе се спаси од Хашкиот трибунал, ама не се спаси од трибуналот на Никола Груевски. Пред 3 дена се изрекоа судските пресуди за случајот Пајажина. Велија Рамковски 13 години затвор, син му 7 години затвор, ќерка му 6 години затвор, брат му 6 години затвор, или сите инволвирани заедно 109 години затвор. А што е тоа ако не политички мотивирана одмазда од фамилијата на Груевски врз фамилијата на Рамковски? И тоа не е се. Да ве подсетам на рушењето на Космос. Додека Фијат Сановски беше во коалиција со Груевски и ВМРО ДПМН, од нив беше прогласуван за чесен, способен стопанственик, за добар инвеститор. Во моментот кога реши да се придружи на Социјалдемократскиот сојуз, стана криминалец, стана тајкун, стана олигарх. Во период кога со закон се легализираа стотици илјади дивоградби во оваа земја, во талибански стил, со експлозив, дигнаа во воздух објект во кој до тој момент беа инвестирани 16 милиони евра. Каде е тука правната држава? Каде е тука еднаквоста пред законот? Во Македонија денес се затвараат телевизии, се укинуваат весници, се бркаат од работа новинари. Во Македонија денес, како во најмрачните периоди од минатото, се цензурираат интервјуа, емисии, колумни. Според Репортери без граници, за само 3 години нашата земја падна за цели 60 места надолу. Денес сме во друштво на африканските држави. Оваа власт кон сопствениот народ се однесува како да е туѓа, окупаторска, а не од него избрана. За нив овој народ разбира само стап, а забораваа дека стапот има 2 краја и дека многу скоро ќе проработи и другиот крај. А тогаш нека му е мислат. Почитувани граѓани, што станува со нашите стратешки определби, со нашите евроатлантски интеграции? Пред 6 години бевме рамо до рамо, бар а бар со една Хрватска. Сите останати беа по 10 чекори зад нас. А денес Хрватска е членка и на НАТО и на ЕУ. Денес Албанија е членка на НАТО. Денес Србија е кандидат за членство во Европската Унија. Денес Црна Гора, која во 2005-та, кога ние го стекнавме кандидатскиот статус, не постоеше како независна држава. Таа иста Црна Гора оваа пролет ќе ги почне преговорите за пристапување во Европската Унија.
А ние сме таму каде што бевме и пред 6 години, закопани во едно место, закопани во жива кал. Ви тврдам, додека Груевски, ВМРО, ДПМН се на власт, ние НАТО и Европска Унија не гледаме. Тие таква иднина за Македонија не сакаат. Тие ја сакаат Македонија како темен вилает, како пашалак, како своја приватна држава. Почитувани граѓани, драги пријатели, ова е нашата реалност. Работите не ни чинат. И за жал, ако нешто не се случи, или поточно речено, ако нешто ние не направиме, тие ќе стануваат се полоши и полоши. И тоа на сите во оваа држава им е јасно. Граѓаните се ем револтирани, ем уплашени, ем со надеж, ем со страв. И сите во исчекување. Се бара решение, се бара спас. И очите буквално на сите. И на оние што не сакаат, и на оние што не сакаат. И на оние што не гласале, и на оние што не гласале. Се свртени кон нас, се свртени кон Социјалдемократскиот сојуз. Знаат граѓаните на оваа земја дека само оваа наша партија има доволно сила и моќ да обедини, да мотивира, да покрене доволно голема општествена енергија за да му се застане на патот на ова зло. И тоа е огромна одговорност. Одговорност за која треба да бидеме сите свесни, ние членовите на СДСМ. Овде веќе не се работи за обична политичка битка. Овде веќе не се работи за борба за власт. Ова е нешто многу повеќе. Не смееме да ги разочараме луѓето. Не смееме да ги изневериме луѓето. Не смееме да им ја одземеме последната надеж. Влогот е голем, влогот е огромен. И затоа сакам да упатам една порака до вас, мои партиски другари. СДСМ е партија со 65.000 регистрирани членови со партиски книжки. Во пресред на овие историски битки што не очекуваат, сакам да се разбереме, јас и вие. Мене книжки не ми требаат. Мене ми требаат луѓе што се подготвени да се истопорат заедно со мене таму каде што ќе биде најтешко. Не мора да сме 65.000, не мора да сме ниту 50, ниту 40.000, нека бидеме и 30.000, ама да знам, тие што сме дека ќе одиме заедно до крај. Тогаш, кога народот ќе не види дека сме храбри и исправени во првите редови, тогаш кога ќе не види дека сме цврсто решени, со силна волја, непоколебливи, бидете сигурни дека тогаш и народот ќе се крене, ќе се исправи, ќе тргне напред. А тогаш веќе ништо не може да не запре. Само напред, до крај напред.